Почитувани советници, за работата на 15-та седница на Советот на општина Кавадарци, закажана за денес, 12.8.2022 година, ја отварам 15-та седница на Советот на општина Кавадарци. На седницата присуствуваат 18 советници. Еден советник седницата ќе ја следи онлайн и ќе бидат поврзани преку телекомуникацијска врска преку Zoom апликацијата. Се прозиваат советниците кои се уклучени преку апликацијата Zoom да се произнесат дали се присутни. Круме? Тука. Во ред. Констатирам дека има кворум за работа и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решение за свикување на денешната седница имате добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Предлог одлука за распределба на средства во буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Кавадарци за 2022 година. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадарци во проектот за јакнување на капацитетите на територијална противпожарна единица во општините Велес, Неготино, Свети Николи и Кавадарци преку набавка на високопрофесионални специјализирани возила согласно европските стандарди. Предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадарци во проектот изградба на водоводна и канализациона мрежа и реконструкција на каптажите во Моклиште. Предлог одлука за донесување на детален урбанистички план за УЕ6, дел од блок 6.3 Едвард Карделј, катастарска општина Кавадарци, плански период 2019-2024, изработена од Друштво за производство, трговија и услуги, дизајн центар инженерик Трајче Доел увоз извоз Кавадарци. Предлог одлука за урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 6.16, ГП 6.17, ГП 6.185 и ГП 6.19 од ДУП за локалитетот Парк 2001-2006 општина Кавадарци. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. Предлог одлука за доделување еднократна парична помош на семејствата со запишано прваче во учебната 2022-2023 на подрачјето на општина Кавадарци. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Предлог одлука за примање донација геодетски елаборат за друштвена за геодетски работи и инженеринг геодата Доел Кавадарци. Предлог одлука за давање соглас за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебни односи во врска со судски предмет ВПП број 23/22 поведен пред Основен суд Кавадарци. Согласно член 59 став 1 алинеја 3 од деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за просторот на општина Кавадарци за 2022 година. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Круме? За. Во ред. Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 12. Согласно член 59 став 1 алинеја 3 од деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа предлог одлука за поништување на одлуката со архивски број 08-2127/38 од 31.3.2022 за одобрување на набавка на основни средства. Согласно деловникот молам за произнесување на предложената точка за дневен ред. Кој е за? Круме? За. Во ред. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 13. Согласно член 59 став 1 алинеја 3 од деловникот за работа на Советот на општина Кавадарци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на денешниот дневен ред. Кој е за? Круме? За. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка 14. Дали има други предлози за измена и дополнување на досегашниот изменет дневен ред? Нема. Преминуваме кон разгледување на првата точка од денешниот дневен ред. Почитувани советници, пред да поминеме кон реализација на денешниот дневен ред, сакам да дадам збор на председателот на Сдруженијето Trend Life Vision од Неготино за еден хуманитарен ивент за еден жител, наш
од соседно Неготино. Ве молам представникот на Сдруженијето Live Vision да ја објасни самата хуманитарна акција и зашто е замислено самиот ивент. Повели. Се слушаме? Почитувам председателе, јас ви благодарам што на иницијатива ваша беше да излезам овдека и да кажеме за што се работи. Почитувани советници, ви благодарам за можноста. Сакаме да ви информираме дека се работи за младиот живот 18 годишен Јани Иванов од Неготино, спортист, велосипедист, планинар кој се повреди во Грција. И се потребни големи средства за да го вратиме дома. Поминати се 2 операции, меѓутоа треба уште над 100.000 евра се потребни. Во Неготино на 18 август ќе се одржи голем хуманитарен концерт во спортско-рекреативниот центар Младост. Картите се веќе пуштени во продажба, па доколку можете и како можете да се помогне на ова дете да едноставно и како соседно Кавадарци дадеме придонес за да се врати дома онака како што треба. Чисто сакавме да ве информираме, за да бидете во тек, може би ќе изразите желба да помогнете. Ви благодарам. Картите може да ги купите од Сдруженијето, лично од мене, од активистите кои се пуштени да продаваат карти. По цена од 200 денари се. А може и да ви оставиме и тука во општината. Ви благодарам за можноста. Да, и апел до сите сограѓани да го посетат концертот, бидејќи ќе бидат присутни на самиот концерт и ќе дадат придонес, значи многу познати групи од Тиквешијата, меѓу кои доаѓа да и Спасен Силјановски како специјален гостин да даде свој придонес. И благодарам. Благодарам. Почитувани советници, одиме кон реализацијата на денешниот дневен ред. Тоа е предлог одлука за распределба на средства на буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Констатирам дека е усвоена првата точка на предлог одлукта за распределба на средства на буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Втора точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Кавадарци за 2022 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исто ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Во ред, едногласно усвоена. Трета точка, предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадарци во проектот за јакнување на капацитетите на територијална противпожарна единица во општините Велес, Неготино, Свети Николи и Кавадарци преку набавка на високо професионални стандардизирани возила согласно европските стандарди. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Едногласно усвоена. Четврта точка на дневен ред, тоа е предлог одлука за сопствено учество на општина Кавадарци во проектот изградба на водоводна и канализациона мрежа и реконструкција на каптажите во Моклиште. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Одиме кон реализација на пета точка на денешниот дневен ред. Тоа е предлог одлука за донесување на детален урбанистички план на УЕ 6 дел од блок 6/3 Едвард Карделј, катастарска општина Кавадарци, општина Кавадарци, плански регион 2019-2014 изработено од Друштво за производство, трговија и услуги, дизајн, центар инженеринг Трајче до увоз, доел увоз извоз Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исто ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Едногласно усвоена. Шеста точка, предлог одлука за урбанистички проект со план за парцелација за спојување на ГП 6.16, ГП 6.17, ГП 6.18 и ГП 6.19 од ДУП за локалитетот Парк 2001-2006 општина Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исто ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Седма точка, предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на новата урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исто ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Круме? За. Во ред. Осма точка, предлог одлука за доделување на еднократна парична помош на семејствата со запишано прваче за учебната 2022-2023 на подрачјето на општина Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Повели Вукомелов.
Почитувани граѓани на општина Кавадарци, почитувани колеги советници, председател на совет, градоначалник, медиуми. Сметам дека добро е тоа што им помагаме на оние семејства кои што запишуваат во оваа година 2022-2023 година на подрачје на општина Кавадарци прваче. Меѓутоа сметам дека имајќи ги во предвид класните разлики кои што постојат у македонското општество, јас би сакал да предложам да оние семејства кои што имаат прваче, кои што имаат понизок доход, односно доход вкупен месечен доход понизок од една просечна плата, да оваа помош изнесува 6000 денари за упишано прваче, а за сите останати да изнесува 2000 денари. Сметам дека ние као општина треба да им помогнеме на оние на кои што помошта у суштина им е најпотребна и сметам дека ова е исправниот начин и ова е фер начин на кој што ние као општина треба да ги распределуваме и да ги враќаме средствата кон граѓаните. Ви благодарам. Почитуван советниче, општина Кавадарци за новороденчињата сумата за доделени средства е унифицирана, значи таа е една и без разлика на класна состојба на семејството, дали потекнува од фамилија со една или со две минимални плати на нашата држава. Сметам дека вашиот предлог, според мене, како председател на совет и како советник ист меѓу еднаквите, е неиздржана заради тоа што мислам дека средствата што се издвојуваат и за новороденче и за запишано првооделенче треба да бидат еднакви за сите. Тоа е моје гледиште. Вашиот предлог јас ќе го ставам на гласање, нема никаков проблем. Така да тоа е тоа. Повели. Знам. Амандман треба да иде. Да. Ќе го ставиме на гласање? Повели. Ја не согласувам со вашиот став да сите треба да земат исто. Сметам дека ние као општина треба да им помогнеме, ако више сакаме да им помогнеме на првачињата, треба да им помогнеме на оние семејства кои што се позагрозени, односно кои што имаат понизок доход. Ја би сакал да се ставе мојот предлог на гласање, значи 6000 денари за лица кои што имаат вкупен месечен приход понизок од од нето просечна плата, а за сите останати да оди сумата 2000 денари. Ви благодарам. Благодарам, председателе, почитувани граѓани, почитуван председател на совет, колеги советници, останати присутни. Ја поздравувам оваа предлог одлука за доделување на еднократна парична помош на семејствата со запишано прваче во учебната 2022-2023 година на подрачјето на општина Кавадарци, каде што за секое запишано дете во прво одделение се оделуваат 2000 денари од буџетот на општина Кавадарци. За поздравување уште еднаш ќе кажеме оваа одлука. Колегата советник даде негов предлог, но за да бидеме според деловникот за работа на советот, мора да има поднесено амандман за измена на оваа предлог одлука и тогаш да се стави на гласање. Но ние до сега немавме добиено амандман од ваша страна, писмено доставено, и затоа мислам дека треба оваа точка да оди вака, а во иднина да размислиме за идни решенија и за подобрување на овие одлуки кои што ги носиме се со цел за помагање на нашите граѓани во општина Кавадарци. Благодарам. Колеги, јас како размислувам за ова сума на пари, има Вукето поддршка од мене 6000 денара, али ја имам интерес да бидат сите 6000 денара, 2000 денара му даваш помош, документи што треба да ги прибери еден ден да ги носи, може да коштаат повеќе од 2000 денари. И дека некоја лицемерие, дека даваме пари, а всушност малку се тие пари. Советниче, во однос на овие документи што се приложуваат, тие не коштаат пари. Сите се без пари. А и самата иницијатива врз основа на поднесени барања, да видиме колку ќе поднесат. Тоа е без пари. Треба да оди у градинка да вади документи или у школу, па еднаш оде, па уште еднаш 3 пати, знаеш дека кај нас еден документ да вадиш треба 5 дена. Да ги носиш, да ги враќаш,
од дома до таму и денот го губиш денот, значи мала сума е 2000 денара. 6000 денара би била едноставна цена, или барем оние што се позагрозни да имаат 6, овие другите за 2 нема ни да поднесе никој. За 2 нема. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги советници, почитуван председател на Совет. Јас истражував и видов дека и другите општини исто доделуваат оваков надоместок за првачиња и тој тоа што и претходните години имало, мислам дека за Кавадарци е прв пат, така и за Кавадарци е прв пат. Значи и претходните години во другите општини се доделувал ваков надоместок. Во другите општини се издвојуваат и поголеми средства. Сега предлогот е 2000 денари, дали се очекува голем број на апликанти да има за овој надоместок, толку ли средства има општината што сме се одлучиле 2,5 за тоа што во другите општини е надоместокот поголем. 3,5, 4, 3000, 2000 денара не сретна во друга општина и заради тоа што веќе се ограничуваме на 2000 денари за сите, нашиот предлог е добар, значи наместо да го зголемиме надоместокот за сите, да му дадеме предност на луѓето на фамилиите што имат помал месечен приход. И затоа сметам дека нашиот предлог е издржан и треба да се размисли на тоа поле. Мислам да се Значи предлогот треба да се достави прво амандман за самиот предлог, за да на предлог одлуката, бидејќи не е доставен амандман за предлог одлуката, вашето гледиште, значи не може да го оставиме на самото гласање. Не е амандман изготвен. Деловнички. Така да, што ме без амандман, не знам како би го ставили на гласање. Ама во ред е, значи точката беше ставена, дневниот ред. Во ред е. Повели советниче. Повели. Благодарам, председател. Колеги, значи, сега се отвара дискусија и дебата за некое прашање кое што треба сите да го поздравиме, заради тоа што за прв пат во нашата општина се воведува по иницијатива на председателот на Совет, и за тоа мислам дека треба да се поздрави оваа одлука, а во иднина со преку правење на финансиски извештај, нели, од страна на службите, за во иднина, за во наредна година кога ќе се носи буџетот, нели, за општина Кавадарци, да видиме, нели, колку може плюс да се додадат средства и на кои категории би се доделувале повеќе, на кои помалку. Затоа мислам дека поради тоа што немате доставено амандман писмено, нели, до нас како советници, да ја изгласаме одлуката, а во иднина за подобрување за зголемување на средствата ќе донесеме дополнително ако треба одлука. Значи, ние претходно тука сме донесувале одлуки без да има писмено поднесено, со заклучоци, така? Така да ја не мислам дека тоа е некоја пречка. Ако мислите дека е пречка, дајте ќе викнеме пауза, ќе накуцаме еден амандман и ќе го доставиме. Проблем ли е тоа? Али ова предлогот мора да го ставите на гласање. Дали кога заклучок дооде, али мора да се стави на гласање. Благодарам. Значи, колега, минатата седница од страна на председателот на Совет, оваа предлог одлука беше предложена од самиот него. Значи, имавте време, да речеме, од месец дена да донесете некоја своја одлука и предлози околу овоа што го носиме сега. Како редовна точка и да го гласаме. Значи, самиот предлог излезе од мене на претходната седница. Се слагам туку апсолутно со советникот Нешковски, во корелација со градоначалникот и со општинските служби, пред се со секторот за финансии и секторот за образование, беа од прилика утврдени бројот на
правачиња кои имаат доставена апликација до регионалните основни општински училишта на територијата на општина Кавадарци и е установено дека некаде цирката од прилика на запишени правооделенци во учебната 2022-2023 на територијата на општина Кавадарци е 365 правачиња. Во содейство заедно со градоначалникот и секторот финансии е утврдено дека сумата што е предложена да биде за правачиња да биде околу 2000 денари. Факт е дека може би и поголема сума да се достави, меѓутоа во моментот тоа е фактичка состојба. Апсолутно се слагам со советникот Нешковски дека имаше доволно време да се интервенира со амандмани и можеме да правиме одредени измени во смисол на ваши предлози и гледишта. Повели советниче Златевски Јован. Јас се поздравувам иницијативата, че гласам за иницијативата. Се слагам и со предлогот на колегата Мелов. Меѓутоа, дај да одиме со тоа, со вашиот предлог, колега, со заклучок и за наредната седница, од сега е веќе касно, нека му се дадат 2000 денара на сите. И после да видиме колку средства имаме и за наредниот совет, што е закажан за на 25-ти, да ги утврдиме и критериумите. Самохрани родители, повеќе членов семејство кој што има, да кажеме и на граѓаните да им биде јасно кој ќе се аплицира да си добие плюс уште по 3 или 4.000, а вие 2.000 денара да бидат фиксни за сите. Оти не е добро, ние ако немаме средства да им дадеме само на оние за грозените, а на некој да не му дам. Јас сум за на сите да му се даде, тие се деца и треба да се израдуваат сите родители кои ќе му каже со вие пари што се дадени од општината, вие купен таков и таков прибор или опрема за на училиште. Јас сум со заклучок да се оде и за наредниот совет да се определе дополнителна сума на средства у соработка со секторот финансии и да дадиме можност да се аплицират за и да се договорим по колку ќе биде дали плюс уште по 3 или по 4.000 денара за секој загрозено семејство. Ви благодарам. Почитувани колеги советници, сограѓани, медиуми, председател на совет и останати. Јас сметам дека ова одлука е за поздравување, предлог одлука, бидејќи до сега прв пат во Кавадарци, на територијата на општина Кавадарци, овој совет, ова градоначалник, сите служби, заедно доставуваат ваква одлука. И во оваа баш најтешка кризна година, економска, каде што граѓаните ќе имаат своји проблеми, пак ќе биде една минимална помош за своите првачи. И сметам дека ова предлог одлука треба сите да ја поздравиме. Да, за сумата може да се разговара, но не е работата од ова прва мерка во историјата од кога е општина Кавадарци постои, прв пат се доставува ваква мерка и да кажуваме поголеми суми или помали. Ја може сакам да биде 20.000 денари, не 2.000 денари, но сега е прв пат за поздравување и добро што се почнува со одредена сума пари. Претходно и на претходниот совет и на претходните градоначалници, на никој му нема текнато ова. Знаеме одредени општини што немаат ваква. Еве претходно колешката кажа дека одредени општини имале одредена ваква одлука, но за општина Кавадарци е прва одлука и мислам сите треба да ја поздравиме и без да омаловажиме со одредени суми поголеми, да ја поддржиме. И ми сметам дека на сите родители и првачиња би било еден одреден мал стимул во понатамошното нивно усовршување, учење и улеснување на нивните родители во трошоците. Благодарам. Повели советниче. Колега, никој не спори дека е добро. Никој, ако нешто предложиш, не значи дека се омаловажува одредена работа. Јас само сметам дека тој што има месечен приход од 10.000 евра и тој што има месечен приход од 20.000 денара не се исти и не треба да земат иста помош. И затоа го предлагам да има одреден социјален момент кој што ќе биде вметнат у оваа одлука.
Не ни важно, не дискутираме, не дискутираме за тоа. Значи јас сметам дека не треба да земат исто. И затоа предлагам социјален момент. Кај што врз база на социјален статус, врз база на приходи кои што ги остварува одредено семејство да има одредена разлика. Ја мислам дека така е фер да се направи. И сакам председателят да го ставиш предлогот на гласање. Ви благодарам. Почитувани советници, по одржаната кратка координација го замолувам координаторот на советничката листа на координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН да даде свое образложение. Повел Николов. Почитувани председатели, колеги советници, почитувани медиуми, граѓани на општина Кавадарци. Би сакал да кажам дека ова е за поздравување што општина Кавадарци за прв пат донесува одлука да се даде помош на првачињата. И сметам дека не е само оваа помош која им се дава на граѓаните на општина Кавадарци, тука треба да ги напоменеме и бесплатниот превоз кој ќе биде организиран за сите основни школи. Тука треба се напомене дека е предвидено да се обезбеди бесплатен оброк за основците, така да сметам дека оваа сума која што сега е утврдена е за прв пат и да оставиме периодот времето да каже како ќе биде и што ќе биде, затоа што моментално со економската ситуација која што е на сила во Република Македонија, многу дел од средствата ќе заминат на други места за кои што не беа предвидени, не беа планирани. Тука може да го напоменеме зголемувањето на енергијата за грејење, тука може да спомнеме струјата која што треба да плаќа општина Кавадарци, така да треба да се предвидат средства за таа работа. И сметам дека оваа одлука да се останат 2000 денари, па покасно доколку има можност, доколку има средства во општина Кавадарци да се направи зголемување на тие средства и да се појачат средствата за прво одделенче. Благодарам. Само накратко, значи дозволено е да се амандман да се поднесе, треба писмено да си го поднесе советниче и треба да дам пауза кај што писмено ќе го изјасниш, бидејќи деловникот за работа тоа го дава, тоа е член 153, каде што говорете меѓутоа сега накратко. Значи мора да е со амандман. Да. Дали значи пауза 5 минути да се изготви писмен амандманот, истиот амандман ќе ни достави и ќе го туриме на гласање. Поред. Почитувани советници, ја продолжуваме работата на 15-та седница на Советот на општина Кавадарци по кратката пауза од страна на советникот и координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата, нашиот советник Вуко Мелов, беше поднесен амандман за предложената 8 точка на денешниот дневен ред. Го молам предлагачот на амандманот дали сака јавно уште еднаш да го произнесе неговиот предлог. Дворед. Дали некој бара друг збор околу предложениот амандман? Повели советнич Филип Тасев. Почитувам председател на совет, почитувани колеги советници, медиуми, градоначалник, служби, гости. Вака. Значи, и пред паузата, значи, ги слушав сите говорници по однос на оваа точка и сакам да ја поздравам оваа иницијатива која што е поднесена од страна на председателот на совет. И сакам да истакнам дека прв пат како совет на општина Кавадарци, како совет се одделува средства, носим одлука за одделување на средства од буџетот за правачиња, односно негден тоа излева за околу 360 деца, значи ново правачиња, значи се одвојуваат средства негден за 360 деца за по 2000 денара или негден околу 700 до 730 илјади денара. Јас предлагам, значи по
Амандманот кој што е пред мене го гледам од страна на советничката група, поднесена од советничката група на СДСМ. Значи лично сметам дека треба иницијативата да ја гласаме така како што е поднесена од страна на председателот на Совет, поради тоа што значи ова ни е прво овакво искуство, да видиме во иднина колку апликанти че има по однос на оваа иницијатива, па здравје Боже за наредната учебна година 2023-2024, доколку треба оваа иницијатива да претрпе било какви измени, тука сме живи и здрави, че ги правиме сите финансиски конструкции заедно со службите и че носиме измени, че ги правиме, мислам, се што е потребно за граѓаните на општина Кавадарци. Благодарам. Почитувани присутни, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми, почитувани жители на општина Кавадарци, предлог идејата за доделување на еднократна парична помош на запишаните првооделенци за 2022-2023 година од моја страна го сметам за еден благороден гест кој и другите општини во нашата држава го практицираат. Се наоѓаме во едно време кога енормно е нападнат животниот стандард на нашите сограѓани. Живееме во време на двоцифрена инфлација, кога нашите граѓани ќе треба да го пречекат септември месец, еден од најскапите месеци во тековната година, кога треба да се спремаме за зима, огрев. Идејата беше една мала финансиска помош, незначителна, меѓутоа мал финансиски придонес кој може да му олесни на фамилиите кои имаат првооделенец за полесно да ја пребродат самиот септември месец. Јас апсолутно се слагам дека кога зборуваме за цената и пристапот на парите, тоа е индивидуален пристап. Така во однос на самиот амандман на нашиот советник Вуко Мелов, дали се 2000-6000 денари, ние знаеме дека живееме во време на економска криза, кога на жалост денеска парите се многу скапи и инфлацијата го јаде стандардот на македонецот, меѓутоа за тоа вино и одговорност треба да превземе централната власт, бидејќи самата економско менаџирање и самата начин на функционирање на економијата ја практицира централната власт. Во однос на самиот начин на функционирање, за тоа колку лица ќе се пријават, колку лица ќе поднесат барање до архивата на општина Кавадарци и врз основа на која сума да биде, мојот предлог беше да таа сума биде 2000 денари заедно во содејство со градоначалникот и општинската администрација. Моментот на средства што може сега да се одвојат како средства, бидејќи идејата беше предложена на претходниот совет на 22 јуни, јас сметам дека предлагачите на овој амандман имаат доволно време од еден месец да го поднесат овој амандман, меѓутоа ете, од нивни тактички политички причини, со ловење на политички поени во матно, на денот на одлуката сакаат и поднесе нивен амандман. Овој амандман, искрено да ви кажам, јас го почитувам, меѓутоа самата идеја и самите начин на одредена цена не можам да ја прифатам, пред се од причина дека сметам дека е ловење во матно. Зошто? Бидејќи, ако советничката група на СДСМ по поднесениот амандман има искрен пристап кон граѓаните на општина Кавадарци, идејата ќе потегнеше прво од нив. Нивната советничка група во минатото предложи некои амандмани кои од нашиот градоначалник и општинската администрација беа прифатени. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и коалиционата група на ВМРО ДПМН, поддржана од одредени независни советници кои амандмани кои сметаат дека носат добробит на граѓаните на општина Кавадарци, секогаш се прифатени. Да не забравиме во минатото истиот амандман и пред Нова година од нашиот колега Вуко Мелов беше прифатен едногласно од цел совет. Значи одредени амандмани кои кога ќе се дадат, кога општо прифатено е за сите, не треба да има политиканство. Јас сметам дека тука со овој амандман има политичка заднина да се омаловажи идејата, која сметам дека можеби не е идеална,
која сметам дека можеби не може да вроде насмевка кај сите жители на општина Кавадарци, меѓутоа ќе биде мал финансиски поттик дека сите жители во општина Кавадарци, без разлика на нивниот финансиски буџет, се згрижени од општина Кавадарци и од администрацијата, од советниците и од актуелниот градоначалник. Впрочем, општина Кавадарци во минатото грижливо, честно се грижеше за нивните жители. Моje гледиште е дека врз основа на тоа колку правооделенчиња ќе ни достават барање до крајниот рок 39, ако достават помал број на апликации, апсолутно таа сума од 2000 денари запишана во Роденче е вариабилна. Дај Боже до година да запливаме во едни подобри финансиски води, во кои тие средства апсолутно ќе бидат повисоки. Ви благодарам. Повели советниче. Вака. Председателя кажа многу работи. Голем дел од нив не ни се поврзани со наша представува точка на дневен ред. Прва работа, викаш дека овој амандман сме го поднесиле од некакви си политикански причини. Затоа е седницата на совет, за да предлагаме одредени работи, одредени амандмани. Еден момент. Втор момент, викаш дека кога било добро, одредени амандмани биле прифанати. И тоа е точно. Беа прифанати два амандмани у буџетот на општина Кавадарци, ка се гласаше и ка се носеше буџетот минатата година. Меѓутоа исто така беа поднесени на самата седница. И тогаш немате проблем да ги прифаните. Зошто мислиш дека тогаш не било политиканство, а сега е политиканство? Тука расправаме, за тоа сме тука, да расправаме, не да верификуваме однапред донесени одлуки. Јас мислам дека овој совет се доведе у ситуација да само верификува одлуки кои што се носат претходно, ни само тука треба да ги гласаме. Што е спорно у одлуката? У амандманот? Тоа што се дава социјален момент. Ако сметате вие како ВМРО ДПМ дека не треба да има социјален момент и дека треба и оној кој што има 300 денари да има кој што има месечен приход од 300-400 денари, оној кој што има месечен приход од 20 денари, 18 денари да земат исто, ја не се согласувам со тоа. Ја не се согласувам со тоа. Втора работа. Спомна у делот на економската криза. Ја не знам дали си информиран ти, меѓутоа таа работа која што е присутна на глобално ниво. Види ги стапките на инфлација и во другите земји. И цена на електрична енергија, секаден погледне. Тоа е, како да кажам, светски пазар. И никој не е среќен од таа работа. Ви благодарам. Повели советниче Петар Николов. Почитувани, претходните амандмани беа усвоени за тоа што беше донесено за предлог програма на работа на општина Кавадарци и немаше време кога друг пат да се гласат. Е една причина. Друго, кога ги кажуваш дека цените и во другите држави се растат, провери ги минималните плати во другите држави. Беше 400 литра гориво. 400 литра гориво. 400 литра гориво. Советниче повели. Значи, во овој дел на амандманот кој што е тука, значи сака се стави нека социјална точка, меѓутоа не е опфатено во целост. Збориме само за лица кои што имаат примање помалку од просечната плата на во буџетот на семејството. Меѓутоа тук се заборавени самохраните родители, тук се заборавени многодетните семејства, така да сметам дека овој амандман не е во целост како што треба да биде. И ние како советничка група на ВМРО ДПМН сме за да се покачат овие цени, меѓутоа во овој момент ќе гласаме воздржано се додека не се утврде дали може да се одобрат средства повисоки за да им се одобрат на семејствата. Благодарам. Кад ќе правиш пресметка колку гориво било колку минималната плата, прави си пресметка на години кои што се репрезентативни, кои што може да се споредуваат една со друга. Направи си споредба 2008-2009, кога имаме светска финансиска криза,
и види тогаш колку било и спореди со сега. Така се прави економска споредба на репрезентативна година. Ти не можеш да споредуваш нормална година кај што немаш кај немаш економска криза, да споредуваш со година кај што имаш како се вика одредена економска криза која што е на светско ниво. И заплати, молим те, не зборувате. Минимална плата у ваше време 9.000 денара. Ни 9.000 денара не беше. И кај што беа исклучени 3 сектори кои што беа најподложни на таа минимална плата. За тие 3 сектори не важеше. За текстилна индустрија и за кожарска индустрија. Не важеше за тие сектори. Така да не зборувате за минимални плати. Од 9.000 денара на 18.000 денара се вклучени сите сектори. Се вклучени најпогодени сектори од таа минимална плата. За кого донесите минимална плата? За вработени у финансиски сектор. Кај што се знае дека зимат над минимална плата. За тие ли го донесите закон? И благодарам. Абе, советниче, Павле. Колега Мелов, со таа минимална плата можеше да се издржа семејството без проблем, да си плати струја, вода, телефон и да оде на одмор. А сега не може ни телефон да си плати. Павле, ајде, готово. Ајде, Павле. Колеги, прво темата не е во врска со економска ситуација. Катастрофа не е економска ситуација у државата. И што и да правите и како да споредуете? Доставиче споредуете како било во времето на ВМРО. Прашајте ги граѓаните како живеат тоги, како живеат сега. Не сакам повеќе да дебатирам, а не се вадите само дека таа економска криза е на светско ниво. Да, може да има на светско ниво. Ама какви мерки и што се презема за државата, од страна на државата, прашајте ги граѓаните. Сакам само да се надополнам на колегите, значи, еве, ако за таа економска криза се разговараме и водиме дебата, значи само еден факт, значи, у економската криза 2012 година, кога имаше светска економска криза, нафтата беше у Македонија 70 денара, а сега 2022 година за иста светска економска криза правиме муабет, нафтата стигна до рекордни 110 денара. Значи, тука може слободно да видиме како во тоа време тогашната власт се справувала со кризата на централно ниво, а како сега. Така да има многу факти што може да ги споредуеме и да ги гледаме, така да мислам дека тоа сега не е тема на разговор, за тоа, значи, да не правиме муабет за економски кризи, туку сега точка на дневен ред ни е за иницијативата предложена од страна на председателот на Совет. Благодарам. Советници, бидејќи е исцрпен претресет по амандманот. Амандманот на предлог одлука за доделување на еднократна парична помош на семејствата за запишано прваче во учебната 2022-2023 на подрачјето на општина Кавадарци, поднесен од советничката група на СДСМ и коалицијата, го ставам на гласање. Амандманот, значи уште еднаш повторам, амандманот го ставам на гласање. Кој е за? Осум. Во ред. Круме, за или против, или воздржан? Воздржан. Кој е воздржан? Со тоа констатирам дека не е усвоен амандманот на не кој ќе каже? Ристе. Значи одиме кон точката. Ти беше председател на Совет, молим те. Значи против нема, воздржани се 11, 8 се за. Со тоа не мине. Не мине. Мнозинство се воздржани. Тони, Нешковски, почитувани, точката на дневен ред ја ставам на гласање. Кој е за? Точката на дневен ред, кој е за? Чекај, не ми не го за човек крена. Чекај, не. Круме. За. Во ред. 12 за, против за точката на дневен ред. Воздржани? Нема. Со тоа констатирам дека усвоена точката на дневен ред, тоа е предлог одлука за доделување еднократна парична помош на семејствата за запишано прваче на учебната 2022-2023 година на подрачјето на општина Кавадарци
за 2022-2023. Девета точка, предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исти ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Со тоа е усвоена точката, девета точка, предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. 10 точка, предлог одлука за примање донација геодетски елаборат од Друштво за геодетски работи инженеринг геодата инженеринг дуел Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исти ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. 11 точка, предлог одлука за давање соглас за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебни односи во врска со судски предмет ВПП број 23/22 поведен пред Основен суд Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исти ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Круме, се извинувам. За. Во ред. Предлог одлука, само на кратко. Да. Точка 13. Предлог одлука за поништување 12, извинувам, да. Предлог одлука за изменување и дополнување на програмата на комунални дејности на просторот на општина Кавадарци за 2022 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исти ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Во ред. 13 точка. Предлог одлука за поништување на одлука со архивски број 08-2127/38 од 31.3.2022 година за одобрување на набавка на основни средства. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исти ја ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. 14 точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, исти ставам на гласање. Кој е за? Круме? За. Почитувани советници, со тоа е исцрпен дневниот ред на денешната 15-та седница на Советот на општина Кавадарци. За денешен ден ви благодарам на вниманието.